Здраво, ова е 297-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Fairplay на Клое Домонт, во кој станува збор за верениците од Њујорк, Емили и Лук, глумени од Фиби Диневор и Алден Еренрейх, кои работат во хедж фонд, односно финансиска фирма, мешајќи бизнис и задоволство без да знаат нивните колеги. Се отвора позиција за унапредување, па Лук смета дека ќе го добие унапредувањето и на тој начин се подигнуваат очекувањата, кои во филмската критика знаеме дека што повисок е растот на очекувањата, толку поголем ќе биде падот од разочарувањето. Предпоставениот Кембл, глумен од Еди Марсан, има многу поразличен едикт за спроведување на предпоставките на Лук, а тоа е дека неговата вереничка Емили е таа која ќе може да придонесе повеќе од нејзиниот таен партнер, затоа што е трудолюбива и има неискористен интелектуален потенцијал кој го препознава Кембл, за разлика од Лук, за кој смета дека не е доволно гладен за успех, што ќе се покаже дека е проценка на место, која ќе внесе нова димензија во нивната врска. Оваа одлука ќе создаде дисбаланс во нивниот сооднос кој се базира на полов анахронизам вгнезден од патриархатот во главата на Лук, кој во ниту еден случај нема да може доблесно и со почит да се помири со констатацијата дека Емили ќе се искачи побрзо во професионалната хиерархија од него, што во реалноста воопшто не треба да го тангира, но неговите искривено засадени, сега веќе ретроградни мерила напукнуваат и Лук ќе започне да бара компензација за тој дисбаланс, а Емили ќе направи се што е во незина сила да го забрза неговиот процес за искачување во работната хиерархија, но не е тоа решение на нивниот нарушен сооднос. Има многу добра причина зашто овој филм е можеби едно од најпотребните и најрелевантните филмски остварувања кои ги тангираат професионалните работни односи помеѓу брачните партнери во капиталистичко општество, во кое корпорациите се прехрануваат од спротивставувањето, конкурентноста на своите вработени, профитирајќи од нивната дехуманизација и болна амбиција, наметнувајќи еден елиминирачки процес затоа што нема многу столчиња на врвот, порамнувајќи го успехот со финансиската состојба. Во ова модерно робовладетелство на боговите на парите се наметнуваат неколку непрагматични реторики, како што е засадениот никулец на помислата дека мажите се тие кои треба да го носат левот дома, да заработуваат повеќе од жените, заедно со небулозата дека успехот е единствената опција, недалекосежна абстракција, која се прифаќа како аксиома, без длабински да се контемплира, да се дискутира за неа и да се разграничи од нечи идентитет, овој мисловен паразит која глода врската. И да се разграничи од нечи идентитет, овој мисловен паразит која глода врската. Капиталистичкиот систем и алчните олигарси ги создаваат и наметнуваат овие идеи во главата од кои подлегнуваме сите, па така и Лук е растен да мисли дека чист неуспех е ако не заработува повеќе пари од Емили, што е чиста глупост која се наметнува од догматичниот патриархат. Се знае кој е прав маж, човекот кој ќе упропасти врската со саканата поради кревкото его на надувување. Нема дистинкција помеѓу заслепеноста на неприменливите нормативи во денешницата и рамноправноста и почита на кои треба да се темели модерното општество, со самата апологија за овој надпреварувачки модул се станува осуденик на пропаст. Не сме научили ништо од изреката раздели па владеј со оглед на ирелевантниот дострел кој го зацртува машкиот лик и своето постојање го темели на нерационалното убедување кое се граничи со тврдоглаво чекање на пештерски човек, сонцето да запали оган, иако има функционална запалка во раката. Каузалитетот на носењето на одлуки кои се базираат на кривогледот е суштествениот проблем во филмот, односно дејствување врз основа на убедувањето кое е дериват на проблемите во делото со оглед на тоа што Лук не прифаќа слабост на неговиот карактер и не презема одговорност за исцелените одлуки, покажувајќи го прстот на вината постојано во Емили затоа што одбива да ја прифати и да се носи со сопствената инфериорност, што ескалира во насилни грубијански подвизи. Не дека не ја сака Емили, ја сака токму поради незините јачини, односно силини на табиетот, но кога ќе стекне таа успех, кој тој го нема, се однесува како недораснато дете од градинка затоа што учене од општеството дека треба да биде повреден неговиот труд од незиниот. Оправдување на вредата ќе пронајде во буквализирање на непогодните книги за самопомош кои тураат сол на раната наместо да ја лечат. Емили исто така има засадено комплекси на модерното живење кои се камуфлираат во примордијални постулати, односно иако таа неумоливо работи на заслужениот успех, кога ќе го достигне, учено е да се чувствува лошо поради тоа
тоа и го толкува како пораз, бидејќи представува закана да лук унапредувањето наместо радост. Уште едно неизделкано програмирање на човештвото. Емили, уште од мали нозе е подучена на порекнување на болка, на истрајност и трпение, со цел да не се повреди кревкото машко его, затоа го пролонгира соопштувањето и одбива да се конфронтира со вештачки наметнатиот проблем. Покрај тоа, Емили е во постојан судир со консеквентноста да се изгледа представително во канцеларија, а сепак да ја задржи женственоста, дефилирајќи помеѓу колегите кои ја озборуваат зад грб, посебно кога ќе добие собствена канцеларија, дихотомија со која секојдневно војува Емили. Секако дека и таа не е безгрешна и нејзиното премолчување на слонот во просторијата само прави поголем јас во врската, кој ќе доведе до нездрава јавна и приватна пресметка. Таа дури оди во стриптиз клуб со колегите затоа што знае дека мора да биде прифатена во машкото друштво ако сака да напредува во кариерата, без разлика колку е невкусен тој чин на иницијација за неа, иако и покрај незината колегијалност и социјализација секогаш ќе биде девојката во машкото друштво и секогаш ќе биде озборувано од нив зад грб. Не дека не се свесни колегите за незината игра по нивните правила, за да има пристап за напредување во кариерата, само што секојаш ќе биде третирана како натрапник помеѓу нив. Да би била обратна половата структура, би била иста поставеноста затоа што во менталитетот на стадо нема разумие, туку издвоени индивидуи покажани со прст за да може несигурниот да се чувствува супериорен. Поривот за реваншизам се јавува кај Емили од фрустрацијата дека Лук не презема одговорност за неговите одлуки. Тој ништо нема да научи од филмот и ќе продолжи да биде токсичен во другите приватни и професионални врски, па затоа ако не може да заплаче, ќе може да искрвари. Токсичната работна средина која создава и промовира социопати, ја подхранува токсичната врска, но што би очекувале да биде нуспродукт во свет во кој секоја човечка инстанца ја гледаме низ призмата на финансиска добивка или губиток, на тој начин што се порамнуваат емоциите помеѓу луѓето со валута и тогаш неминовно е да започне купување, продавање, преценување и обезвреднување на емоции, кои кога ќе сватат ликовите дека не се на продажба, ќе биде предоцна, нештата ќе ескалираат во филмот. Сексуалното насилство многу добро знаете дека нема допирна точка со водење љубов, туку е методологија за наметнување на моќ, превласт врз друго тело, па таков е случајот на докажување помеѓу Емили и Лук, кои почнуваат да користат навреди и уцени, штом се направи нерамнотежата на моќ во врската. Еди Марсен, кој оглуми претпоставениот во фирмата Кембл, е одличен избор за оваа позиција затоа што е непредвидливо опасен, односно не може да се осознае што се крие зад неговиот поглед, кој за да успее во овој суров свет на економисти, сигурен сум дека морал да погребе неколку своји колеги и да стане ладнокрвна машина за убивање на кариери. Затоа ова човеколико животно, штом намириса нечија слабост, станува експлоататор на туѓите несигурности за своја полза. Младите актери кои се избрани да бидат протагонисти во филмот се наоѓаат на почетокот на нивната филмска кариера и се аналогни со поривот за докажување на императивите на Емили и Лук во нивната индустрија. Преземањето на моќта на Емили, која смета дека е одземена од нејзиниот партнер, е повратена назад во епилогот, за да може да продолжи понатаму со животот со некакво резолвирање на оваа врска. Непорекливо е дека има елементи на еротски трилер во Fairplay, во амалгам со социјална мелодрама со силна психолошка разработка на ликовите. Basic Instinct, Fatal Attraction, Single White Female се филмови од 80-тите и 90-тите во кои се наговестува стравот од женската емансипација, кој е исполиран и ставен во денешни рамки во Fairplay. Иако еротските чинители се само мамец во прологот на филмот, штета што стануваат секундарни штом се стави во прашање хиерархијата во домот и на работното место. Голем љубител сум на ТВ серијата Индустри, која исто како и овој филм е вгнездена во една од филмските најнеинспиративни сфери за екранизирање, финансиските фирми и хедж фондови, но кога ќе се изградат ликови кои умеат да застанат на две нозе и да се стават во незавидни ситуации во трката на глувци, зачинета со еротски елементи, се добива сочна премиса аналогна на филмот во кој тоалетот најпрви на место за водење љубов, кое се преозначува за место за насилство помеѓу партнерите. Boiler Room, Wall Street и Wolf on Wall Street, Equity, Rogue Trader, Margin Call, Disclosure и Other People's Money докажале дека и во финансискиот свет може да се сцрсти здрава драматуршка поставеност. Директор на фотографија е Мено Манс, кој во кадрирањето на ликовите во домот се обидува да ја прикаже клаустрофобичноста на просторот, од кој не може да избегаат, а во канцелариите од стакло ги доживуваме ликовите како риби во аквариум кои се борат за трошките кои ќе им бидат фрлени на површина. Монтажерот Френклин Петерсон има работено на голем број филмови и серии и тоа искуство се докажува на дело, затоа што е заложен да го раководи вниманието на гледачот и да го спречи од застранување во процесот во кој се прави промена на позициите на моќ и превласт во една врска.
Музиката на Брайан Мекомбер е спојна оркестрација со модерна електроника со пулсирачки перкашен, кој служи за акцентирање на исчекувањето на доаѓачка тензија меѓу партнерите и мрачна атмосфера во која се обземени ликовите, додека отчукува емоционалната бомба во нивната врска. Иако ова е долгометражно деби на американската режисерка Клое Домонт, таа има големо филмско искуство снимајќи кратки филмови во почетокот на 10-тите години на овој век, филмови кои најчесто го разработуваат проблематичниот однос кој постои помеѓу девојки на кои неудобно име во врската со дечковците, брачна неслова како и краткиот Хейс, во кој девојката не знае како завршила во кревет со непознатиот дечко покрај кој се буди, па за потоа да снима епизоди од ТВ серии како што се Шутер, Суц, Bowlers, Star Trek Discovery, Clarice, Billions, што колку и да е добро за континуирано работење во индустријата, толку е истекнување на телевизиски болести за еден автор кој сака да гради собствена визуелна естетика во филмските води, која може да биде лимитирачка, бидејќи филмовите ќе изгледаат налик телевизиските епизоди, потпирајќи се исклучиво на план-контраплан кадрирање во интериерите, што понекогаш е погубно решение. Режисерката имала неубаво животно искуство кое ја навело да го сними филмот во кој замерен бил нејзиниот успех од партнерите и многу лесно може да биде филмот еднострано видување, посебно ако се сведе машкиот чинител на еднодимензионален грубијан. Филмот е снимен во Србија, инсистирајќи од продуцентот на Рајан Џонсон, кој го има поставено Глес Онион да се снима во нашето соседство и поради позитивното искуство од снимањето на Балканот, градени се сетовите во Србија и дел од актерската и техничката екипа е од Србија. Убеден сум дека нема да има доволно впечатливи визуелни решенија филмот и додека се одвива тивката преписка помеѓу верениците, дел од гледачкиот аудиториум ќе го загуби интересот за нив и доцна го покажува своето лице под лицемерието Лук, исто како што доцна се пробудува Емили. Филмот имаше својата премиера на Sundance во домашната селекција и исчезна од планетата додека не се појави на TIFF во септември и Netflix го купат за $20 милиони и стават на стриминг платформата. Иако ги исполнува критериумите за да биде номиниран за Independent Spirit или за Златен глобус, филмот не успеа да дојде ниту до номинација, ниту до награда на фестивалите, што е поразително. Дали е причината што режисерката игра премногу на безбедно со премисата, плашејќи се од радикализација? Дали жиријата не сметаат дека има доволно јасен подпис да биде наградено првенчето? Дали нема впечатлива визуализација или пак немат звезди за да го привлече вниманието на јавност? Не знам. Филм за дисбалансот на превласта помеѓу половите во една модерна американска врска, во која партнерите се и колеги, а борбата за унапредување во кариерата ја диктира нивната поставеност во домот, со тоа што вереничката има аверзија од заслужениот успех, а вереникот боледува од завист. Ако мора да го евалуирам, тогаш Fairplay од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 297-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!